Добро утро, ја следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за тоа колку се дигитални македонските компании во време на дигиталната ера што ја најави владата и што ја спроведува. Гости на оваа тема се Миле Бошков и Бојан Тодоровски од Бизнис конфедерацијата на Македонија и Орце Симов од Сојузот на стопански комори. Господа, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам на најави вкусот дека ќе зборуваме за тоа колку малите, микро и средни предпријатија во Македонија се дигитализирани и подготвени за новата ера, ерата на дигитализација, бидејќи веројатно и днината е таму за сите. Меѓутоа на почеток со оглед на тоа што представувате значаен дел од македонскиот бизнис кога станува збор за малите, средни и микро предпријатија, малку дали е апсурдно, чудно или да не употребам некој потежок збор, да зборуваме за дигитализација во време кога бизнисот е буквално на колена под притисок на објективните околности, кризата во која се наоѓа не само Балканот, туку Европа и светот генерално, и нашите субјективни слабости кога станува збор за некои лоши мерки или мерки кои требало да бидат подобри. Така што има ли простор да зборуваме за дигитализација во време кога некои поголемиот број фирми тешко може да исплатат плати, голем број имаат блокирани жиросметки, се мачат со ликвидност? Дигитализацијата не е како да се дигитализираме кога имаме пореални и посуштествени проблеми? Да, дигитализацијата не е прашање на тоа дали треба да го направиме или нешто малку ќе подобриме ако направиме дигитализација. Дигитализацијата ќе значи за компанијата дали таа во иднина ќе опстане или не. Тоа е прашање на опстанок. Компаниите што нема да се дигитализираат во иднина нема да опстанат и ќе се доведе во прашање нивното постоење на пазарот. Изминатите 3 години покажаа дека многу полесно се справуваат со кризата и се многу поотпорни на економски шокови компании кои што се подигитализирани. Колку е подигитализирана, толку подобро ги пребродува овие економски кризи. Некои истражувања и статистики во светот покажуваат дека на ниво на држави околу 25% од придонесот во растот на бруто домашниот производ го дава дигитализацијата. Значи, колку е подигитализирана самата држава, тоа дава значителен допринос до растот и до зголемување. Добро, ова супер звучи како професор по IT и по теорија така е. Веројатно, бидејќи живееме во светот на неограничени можности и иднината е дигитализација, секој кој нема да се дигитализира ќе пропадне. Генерално е така. Меѓутоа сега како потпредседател на Сојузот на стопански комори ве молам за оценка на бизнис климата во Македонија. Бизнис климата е во Македонија е таква како што е. Ние го гледаме тоа ни секојдневни параметри, нивото на платите е толкаво незадоволни пензионери, многу луѓе се иселуваат од државата. Еве јас еден овервју да направам на последните 40 години на бизнис климата, да речеме да кажам еден пример што неодамна го читав во еден весник во Македонија. 1982 година во Македонија имала фабрика за фрижидери во Битола, која што во тој период во весникот пишува дека ја посетила кинеска делегација да види како се прават фрижидери и да направи договор од Македонија да се извезат фрижидери во Кина. Бизнис климата е таква што во моментот веќе никој не ни знае дека постоела таква фабрика од Битола, од неа нема ни трага ни глас, а кинеската економија прави вселенски бродови. Значи тоа се случило со нашата економија. А ние ги дигитализиравме кинезите во 80-тора. Како се прават фрижидери? Да, ние дававме примери како се прават и од нас се купува фрижидери и таа фабрика во тој период 60% од производството го извезувало во Чешко-Словачка и во тоа време и Франција. 1990 година сме биле енергетски независна држава, сега сме веќе енергетски зависна држава. Во изминатиот период сме имале компании што граделе низ целиот свет, сега не можат да градат ни дома, треба да викнеме други компании да градат. Сме граделе енергетски капацитети самостојно, сега треба и тоа некој друг да ни го прави. Значи, кога е таква ситуацијата, не можеме да очекуваме дека ќе имаме висок стандард и висок раст, кога се треба некој од надвор да дојде да ни прави. Наместо ние самостојно дома да правиме и градиме се што треба и со тоа да стекнуваме и знаење, и финансиски капацитети, и човечки потенцијал и да можеме да излеземе и надвор, ние сето тоа не го можеме. Значи, потребно е да се направат посуштински промени на системот. Системот таков како што е, не произведува резултати. Тој произведува слабо образовани луѓе, висока корупција, иселување на населението, ниски пензии, слаб здравствен систем. Добро, сите ова го знаеме и го констатираме со години назад, меѓутоа ништо не се менува. Треба да смениме нешто. Прашањето е треба да смениме. Значи ние треба да направиме, да се ослониме на најдобрите луѓе што ги имаме во општеството, да направиме малце покоренити промени во општеството.
подобрувања инстант од денес за утре не постојат. Подобрувањата треба да бидат на долги стази, тие ќе траат 10 до 15 години. Магично решение, што сега ќе се направат некои мерки, во смисла на тоа на некој да му се дадат некаква помош, некакви финансиски средства и ќе се среди работата, тоа не постои. Ние треба да створиме услови за да генерираме поголема додадена вредност, поголем бруто домашен производ, да произведеме повеќе и со тоа ќе има повеќе средства за сите. Ние ги научивме кинезите како да прават фрижидери, сега тие прават вселенски бродови, меѓутоа ние не научивме кинеската поговорка дека на гладниот не треба да му дадеме риба, тука треба да го научиме како да... Не треба, значи нашите мерки, тие се краткорочни мерки. Они во одреден краток временски период може ќе дадат нешто. Меѓутоа, ако сакаш некој да не биде гладен, не треба да му даваш риба секој ден, туку треба да го научиш како да лови риба. Ние треба да создадеме услови како нашиот бизнис да функционира, како да произведуваме, како да извездуваме, како да иновираме, како да бидеме по-предприемачки ориентирани, а не да си доделуваме средства. Затоа што јасно име на сите, логиката е тоа дека државата и владата, средствата што ги имаат, тие се добиени од бизнисот, преку плаќање... Ајде да прашам конкретно, господин Симов. ССК зошто молчи или е релативно тивка во однос на оценката за буџетот за наредната година? Ние не молчиме, ние имаме изјави, гостуваме на разни телевизиски емисии, во списанија даваме интервјуи и така датаму, ние ги кажуваме какви се ситуацијите. Меѓутоа, компаниите и стопанските комори, они немаат капацитети да создаваат мерки, да дефинираат мерки. Компаниите имаат одредени финансиски ресурси кои што се создадени од продажба на некои производи и услуги. Значи компаниите треба да произведуваат производи, да прават услуги, да иновираат нови производи и услуги, да се борат на пазарот, да прават маркетинг, да обезбедуваат средства за плати и така натаму. Компаниите не можат да ги дефинираат, да го дефинираат системот и да го оптимизираат системот. Тоа треба да биде задача на владата и на економските ресори во владата. Тие треба да предвидуваат кои мерки да ги донесат, што да се направи, за да го направат системот пооптимален и да го возможат компаниите да работат. Мали разлики во системите можат да носат големи разлики во иднина во резултатите. Јас низ еден биолошки пример да го опишам тоа. Да речеме во ДНК молекула. Бошков, вие направивте претходно анализа што треба да биде база за оваа конференција денеска, за тоа што ќе расправате. Ќе дојде веројатно и ресорниот министер кој е многу амбициозен кога станува збор за дигитализацијата, бидејќи потекнува од тој ресор исто како Симов IT. Нивото е поставено, па може да зборуваме за нешто понатаму. Не, кога веќе го спомнуваме министерот, доаѓа од IT општеството, така ќе го кажам, од приватниот сектор, меѓутоа сега ние треба да разговараме за глобалната македонска економија, односно приватниот сектор и микро и малите предпријатија. Затоа што доколку не слушаат компании кои се високо IT опремени и во склоп на најновите информатичко-технологиски решенија, во тој случај може би да бидеме смешни, меѓутоа ние осликуваме сликата во поголемиот дел, во најголемиот дел од македонската економија, кај микро, малите, средните компании. Тука навистина сме на едно одредено ниско ниво и тоа не зависи само од мерките, туку зависи и од она претходно што го кажавме, па дури ќе го искористам и метафората мајмун човек, а тоа е колку ние знаеме, колку ние сите подеднакво знаеме или колку ние поголемиот дел не знаеме какви се придобивките од дигитализацијата и од информатичките технологии. Едно време бевме лидер на Балканот кога стануваше збор за покриеност на територијата со интернет. Тоа е една од... И се фалевме многу регионално дека стоиме подобро од соседите, кога стануваше збор за колку македонските граѓани, секој од нас има достап до интернет мрежа, до мобилни телефони, колку користат од интернет од македонските граѓани, меѓутоа сега во последните години и тука сериозно заостануваме за европскиот просек. Па да, меѓутоа ете таа една реформа која се случувала години наназад, била во насока да ја подобри комуникацијата. Низ комуникацијата движат и податоците. Податоците се дел од дигитализацијата. Било какви податоци, еве во компаниите тоа се податоци за нивото на производство, на нивото на продуктивност, нивото на продажба, нивото на достапни ресурси и така натаму. Меѓутоа сето тоа
Она што го зборевме пред емисијата, наместо да оди со хартија и да го чекаме да дојде по неколку сати на било кој начин, тоа е нели во истиот момент, во реално време, податоци кои ни требаат за да ја подобриме продуктивност. Тоа ни недостасува кај микро и малите компании, не само од карактер на технологија, туку и од карактер на сваќање дека таа технологија ни е потребна за да можеме да бидеме подобри. Односно, информациите кои кинезите во 82 година ги купувале пешки дошле до кај нас или на било кој начин, сега веќе може да ги добиваат и за неколку секунди. Тука е разликата. Една анализа на Македонија 25 од минатата година покажува дека само 35% од населението во Македонија во 2021 година поседувало основно ниво или над основното ниво на дигитални вештини во однос на европскиот просек кој изнесува 54%. Бојан Тодоровски, што покажува вашата анализа? Анализата што вие како Бизнис конфедерација на Македонија ја правевте, како подготовка за денешната конференција. Како стоиме кога станува збор за колку се дигитализирани македонските компании? Значи вака, нашата анализа се потекнува од еден вид на сопфотен методолошки пристап кој што го развивме со помош на Меѓународната организација на трудот. Тој методолошки пристап повеќе се осврнува на уште еден чекор понапред од дигитализацијата, односно дигиталната трансформација на микро и малите предпријатија, односно овозможувачката средина, што нашата држава им ја овозможува на микро и малите предпријатија за тој чекор уште понапред. Нашата анализа од една страна сака со дигиталната трансформација да ги опипа не само потенцијалите за дигитализација, кој што е еден вид на иницијален чекор од претварање на недигитална информација во дигитален формат, туку правиме моабет за еден по-широк и по-стратешки. Преведеме малце на поедноставен јазик, бидејќи ова звучи многу теоретски повторно и така како за некоја анализа. Што би значила дигитализацијата на некоја мала по обем или средна фирма од некој помал град од Македонија, на пример Ресен, Прилеп, или да не споменувам од помал, да не е од Скопје, значи да не е од главниот град, помала фирма со десетина вработени, сега е во некоја фаза од дигитализацијата, има 2 компјутери и веројатно уште добиваат информации по факс или ги разменуваат, фактури се испраќаат, не знам дали во електронска форма или како. Каква е состојбата сега и што би значила таа дигитализација за една таква фирма? Значи вака, иницијално кога разговараме за дигитализација, сега ќе се обидам да не бидам толку теоретичар, затоа што сепак не сум професор како останатиот гостин во емисијата. Дигитализацијата која што ја зборуваме во досега е буквално иницијалниот чекор кон набавување на компјутери и дигитализирање на едноставно документи и ништо повеќе од тоа. Кога разговараме за дигиталната трансформација, ние разговараме не само за дигитализацијата на документи, туку разговараме за транзиција при користење на дигитални технологии за интерните процеси во едно микро и мало предпријатие. Значи тука разговараме за комуникација помеѓу вработените, за поголема флексибилност, па да дојдеме исто така и да разговараме и за енергетска ефикасност во иднина. Исто така разговараме за употреба на дигитални технологии при доставување на вредност, односно доставување на услугата или производот до купувачот. Значи тука зборуваме нели за е-трговијата на еден начин и исто така од трета страна трансформација, односно транзиција на начинот на комуникација со клиентите. Ајде јас ќе се обидам уште малку да го упрстам ни за еден пример, подготувајќи се за емисијата, прочитав дека балтичките земји се лидери во Европа кога станува збор за процесот на дигитализација, а тоа ми го потврдува и еден пријател другар кој се одсели, за жал, нели ни бегаат способните, па замина да живее и да работи во Рига, во Латвија. Вели дека сета комуникација со државните институции е електронска. Значи не мора човек да оди во институција да чека на шалтер во редови и за било што, секој документ и секоја потреба, целосната комуникација до не знам колку проценти, до 90% е преселена онлайн, електронски и во таа смисла се троши и време и пари и се. Колку е Македонија и зошто е Македонија многу далеку од овој процес? Зошто ние сега за да платиме сметка се уште чекаме
поголемиот број граѓани, не само пензионери, туку и млади гледам, чекаат на ред во банка за да извадат состојба на картичка. Наместо да се префрлат на e-банкинг или Да. Знаете, например, еден пластичен пример. Бараме субвенции за било што го има објавено Министерство за економија, Министерство за финансија или било кое министерство. Документите се уште се поднесуваат во хартиена форма. Наместо да биде компатибилно, поголемиот дел од државните установи да ги признаваат електронските подписи, електронските фактури, електронски поднесените документи, тие се уште ги очекуваат да ги добијат во електронска форма. Од друга страна, денес министерот зошто институциите бараат се уште? Секако, дури имаме и лични примери каде што сме аплицирале минатиот месец на неколку активности во Министерство за економија и Министерство за финансии, каде што моравме документите да ги поднесеме во хартиена форма. Наместо тоа да оди во систем, каде што ќе биде прифатено и ќе добиеме одреден одговор дека документите се поднесени, меѓутоа тоа станува збор за нашите капацитети. Сега ние говориме за она ние што го правиме и знаеме дека може да го прават и малите и средните. Затоа велам, треба и компаниите да бидат компатибилно подготвени за да можат да аплицираат на истиот начин. Не може вината да ја поднесеме исклучиво кај државата и кај институциите, туку едноставно треба да видиме и каде се, на кое ниво се и македонските микро и мали компании. Затоа велам, можеби ако говориме за придобивките од ова анализа и од оваа порака, и пате ми благодарам што не примивте да говориме пред македонската јавност, е дека треба да разговараме и за подигнување на нивото на македонските микро и мали компании, за да може да бидат подготвени за ова ние што говориме. А тоа е подготвеност на општеството да се дигитализира како тие во Рига или во Латвија или во Естонија, каде што процесите на губење на време од до точка А до точка Б, било каде на било и до одење кон работа или кон царевње на стоки или кон извоз на стоки или нашето присуство во светот поради маркетиншките, дигитални маркетиншки канали и така натаму е да го подигнеме на едно ниво, да бидеме малце по-продуктивни, малце по-активни и малце по-присутни. Тоа го прави дигитализацијата. И затоа велиме дека покрај апелот кон државата и јавните институции и локалната самоуправа, исто така треба и македонските микро и мали компании, особено микро и малите, да го подигнат своето ниво базирано врз информации и знаење, а државата треба да не слушне денеска, да види кои се придобивките и кои се резултатите од истражувањето. Сима, сакате да дополните нешто или како инспирација уште една додатка само? Членовите на Сојузот на стопански комори, на кој начин, на кој степен на дигитализација се? Разменуваат ли се уште фактури по факс или се електронски? Како оди комуникацијата меѓу малите и средни компании членки на Сојузот на стопански комори кога станува збор за комуникација со царина, со управа за приходи, со даночни власти, со друга администрација? Со државните институции, како оди комуникацијата, тоа зависи од државната институција. А колку нашата држава е дигитализирана, тоа најдобро можеме да го видиме од e-governance бенчмаркот на Европска унија што го направи од 21 до 23 година, на кој што Македонија е на последно место во Европа. Тој извештај излезе пред неколку недели и македонскиот индекс на дигитализација на државните институции е 35, највисока оцена има Малта 96, 94 е Естонија, просекот во Европа е 70, Македонија е последна во Европа со индекс на дигитализација на државните институции 35. Така што македонските компании комуницираат со владата на таков начин како што бараат владините институции, односно државните институции. А меѓу себе како комуницираат? Меѓу себе бидејќи Бошко вели не е одговорна само владата. Да, јасно, за приватниот сектор за дигитализација се одговорни самите компании. Што значи дигитализација? Дигитализација не е само да се купат компјутери и софтвер, тоа значи да се реиновира бизнисот. Бизнис моделот да се измисли уште еднаш на нов начин, да се види за одредени процеси во бизнисот кои се потребните документи, да се скратат непотребните документи, да се оптимизира. Која е патеката што треба да го
бизнис патеката што треба да ја помине случајот да се заврши работата. Тоа значи, например, дека вие треба да речеме некоја мала компанија што прашавте со десетина вработени во внатрешност. Она продава некакви производи и услуги. Ги продава така што без никој да ги човечки фактор да ги услужува, да можат да ги видат карактеристиките на производите, да можат да нарачаат производи, да можат сами да си направат понуда, да можат таа понуда да ја конвертираат во нарачка. Па таа нарачка како готова да дојде до некој да ја припреми нарачката и да ја испорача. Тоа е дигитализација. Едно време на почетокот на 2000-тите, на новиот милениум, беше нов интернетот како можност и тогаш важеше една девиза: ако ве нема на интернет, како да не постоите, како фирма зборувам, како бренд. Да, така. Денес отиде времето многу напред, па ако ве нема на социјалните мрежи, исто како да не постоите. Не е доволно една фирма да има своја веб интернет страница. Треба да се користат тие алатки за... Но зошто за големите компании во Македонија, за водечките 150 на пример, нема проблем кога станува збор за дигитализацијата и тие се 100% дигитализирани? Дали е се до парите? Зошто малите и средни компании имаат отпор кон дигитализацијата, а големите тоа го завршиле како што треба и се на европско рамниште кога ги компарираме големите водечки компании во Македонија со оние во регионот и во Европа? Отежнувачки фактор во дигитализацијата на малите и средните компании се цената на чинење на IT услугите. IT секторот како ни еден друг овозможува да живеете во Македонија, а да работите за било која земја во светот. И многу IT кадри од Македонија работат за другите развиени странски пазари кај што платите се многу повисоки. Тие земаат многу повисоки плати. Доколку тие ги нудат нивните услуги на македонскиот пазар, цената на чинење на тие услуги нема да биде сразмерна со тоа што работи таа сама компанија. Да речеме, кај нас бруто домашниот производ по глава на жител е околу $7,000, значи толку овозможува нашата економија. А еден IT инженер зима многу повисока плата од просечната плата што е во државата. Значи, многу наши IT стручњаци се ангажирани да работат за странскиот пазар и на домашниот пазар нема доволно лица кои што можат да ја овозможат таа дигитална трансформација и на приватниот сектор, а не достига и за дигиталната трансформација на државите. Не сум сигурен дека ве разбирам добро. Сакате да кажете дека големите компании во Македонија можат да се дозволат IT стручњак да се вработат во и да работи на дигитализација, а помалите не можат или не можат да најдат, не можат да платат? Па не можат да најдат затоа што просечната нето плата на IT лице во Македонија во IT секторот е $80,000. Тоа во бруто значи над $2,000. Значи мала компанија да плати инженер IT да работи во незината средина треба да одвои над €2,000 месечно за бруто плата да го плати. И решението каде да се бара, бидејќи реалноста е таа, платите на IT, оние што ги бива се такви какви што се, ако не работат овде, ќе се заминат во странство и тука ќе работат за странство. Само дополнително како мотивација плюс, односно инспирација, уште еден факт од анализата на Македонија 2025 од минатата година, дека проблемот во таа слабо ниво на дигитализација не е реалната економија, недостигот од пари, туку недостигот на мотивација и кадар. Зошто ни недостига мотивација како луѓе, како индивидуалци кои работиме во фирми, работиме во мали средни предпријатија и чекаме IT експерт компјутерџијата да ни ја заврши работата, а не ние сами. Видете, еве без ракавици овој пат Горан, за време на истражувањето кое се одолжи од март негдека до крајот на јули, посетивме разни големини на компании, меѓутоа она што го кажавте, македонските големи компании ја имат завршено работата, меѓутоа не сите. Има големи компании со големи приходи кои навистина не ја сваќаат потребата од дигитализацијата и не ги разбираат придобивките. Односно, на долг рок не ги разбираат ниту пак бенефитот кој ќе може да го добијат од дигитализирани процеси во компанијата. Ако се вратиме кај малите и кај средните, тогаш имаме незнаење. Покрај тоа што немаме средства, имаме и незнаење од големите придобивки, бидејќи тие се микро, мали предприемачи и почнуваат да лошо да пливаат низ бизнис околината. Си бесплатни дигитални услуги или субвенционирани за микрофирми, формирање владин фонд за конфинансирање обуки за дигитални вештини, даночни олеснувања, стимулации.
Тодоровски, вие какви препораки ќе дадете денес на вашата конференција? Ево го тука и Симов како представник на Сојузот на стопански комори, комората која обединува најголем број од македонските средни и мали компании. Што би порачале на владата генерално како креатор на политиките и на деловниот амбиент во земјата, како да се подобриме кога станува збор за дигитализацијата? Кои се вашите клучни барања? Нашите клучни наоди, да речем, од таму ќе почнам за да произлезам со главните препораки со кои што излеговме после анализата. Беа дека едни од главните проблеми со кои што микро и малите предпријатија се соочуваат се правната рамка и легислативата во Македонија. Правиме моабет за конкретно за прописите кога се работи за данок, прописите за е-трговија и прописите за набавување на нова опрема. Исто така, голем проблем со кој што досега само ова ни покажува дека нашето истражување ги потврдува досегашните реченици што ги кажавте, е дека голем дел, односно најголем дел од микро и малите предпријатија, согласно нашата анализа, 92% од нив се осврнуваат на личните финансии. Тие не се осврнуваат на надворишни извори на финансии кога се работи за макар и планирање за инвестирање во дигитална технологија. Тоа ни кажува дека тие нема доверба во надворешните извори на финансии, како што се банките, како што се европските фондови и другите странски фондови, затоа што поминуваат со доза на скептицизам. Ние мора да работиме на зајакнување на свеста и да се зголеми онаа доверба кај микро и малите предприемачи, кои што нема доверба да пристапат кон надворешни средства за да ги финансираат своите идни дигитални решенија кои што би ги имплементирале. И последниот дел кој што исто така го потенцираме ние, фала Богу, денеска во 11:30 часот во Панорамика ќе ги презентираме сите наоди кои што ги имаме, затоа што стварно тоа е документ од 90 на страни кои што не можеме сега да го презентираме. И последните наоди кои што исто така се осврнуваат се на недостатокот на вештините. Над 52%, односно повеќе од половина од микро и малите предпријатија кои што ги истраживме, потенцираат дека се соочуваат со недостаток на висококвалитетен кадар. Ако ги прашавме зошто е тоа така, тие ни наложија дека висококвалитетниот кадар им се конкуренција големите предпријатија кои што го посочуваат тоа. Тоа што го каже и Симов. Да. Нема за сите доволно IT стручњаци. А кога зборувавме на истата тема со микро и малите предпријатија, они имаат еден вид на прогресија кон тоа дека ние како земја не аутсорсираат повеќе развиени земји како ефтина работна сила, што останува на тоа дека ние би требало да бараме поевтина работна сила од самата со која што поседуваме во држава, што е речиси и невозможно. Симов, кога компарираме со Европа стоиме лошо, меѓутоа зошто стоиме лошо и кога компарираме со некои соседни земји? Например, генерално со Србија сме многу полоши кога станува збор за степенот на дигитализација и еве да се надоврзам. Ако ние сме биле фини, а кинезите љубопитни во 80-тите години, па тие дошле прашале, па ние сме им кажале како, одиме ли ние некаде да прашаме што треба да направиме? Дали сме доволно љубопитни, дали може да најдеме некој што ќе не научи како да се дигитализираме побрзо и поуспешно? Па треба да примениме повеќе системски мерки и треба една од работите што треба да ја направиме е тоа да учиме од други држави. Што направиле други држави, да ги проучиме нивните системи и тоа да го имплементираме кај нас. Кај нас во споредба и со земјите од Западен Балкан, ние последните 3 години покажавме најслаби економски резултати, а Светска банка за жал покаже дека и во наредните 3 години нивните предвидувања се дека исто ќе имаме од Западен Балкан, од 6 држави најслаби економски резултати. Ние треба да направиме нешто, да се потрудиме сите што живееме овде, сите граѓани, да дадеме максимум наш придонес и во моралот, и во етиката, тоа што го работиме, максимално да се вложиме, за да дадеме подобри резултати и да ги подобриме условите во државата и на тој начин да направиме подобар систем кај нас. Имам впечаток дека освен на вас луѓето од IT секторот, кои сте стручни за тоа, сите останати слабо се интересираат, зборуваат или се мотивирани да инвестираат и како индивидуалци во наука, во само остручување во однос на дигитализацијата. Еве сега спомнувате и науката, да речеме од буџетот кај нас за наука се одвојува
околу 20 пати помалку од тоа што се одвојува во развиените држави. Како ние ќе имаме нови производи, нови иновации кои имаат високо додадена вредност и кои овозможуваат поголем економски раст. Од буџетот кај нас 0,18% се одвојува за наука, а во развиените држави, европски и Соединети американски држави и така надаму 3% се одвојува. Тоа значи дека ние немаме доволно научни истражувања. Не можеме да генерираме производи, услуги, не можеме да измислуваме нови работи. Слаба е исто така врската помеѓу академската заедница и стопанскиот сектор. Затоа една од заложбите и програма наша во Сојузот на стопански комори и во мојата програма како председател на ИКТ комора беше да се формира научно-технолошки истражувачки комплекс, научно-технолошки истражувачки парк, каде што универзитетите ќе имаат своји истражувачки центри, ќе има компании со нивните развојни. Тоа е уште не сме го формирале затоа што не можеме ние тоа сами да го направиме. Тоа треба да бидеме поддржани од државата, од општините, да се добие одреден простор, универзитетите тамо да отворат своји истражувачки центри, магистрантите и докторантите кај нас работат на некои теми од кои што никој нема никакво фајде, да речем. А треба да биде, да има некаква компанија која што и треба некаков истражување на нов производ и услуга и магистрантот или докторантот не да плаќа за неговите магистерски и докторски студии, туку и да биде платен за тоа што го работи и он тоа што го работи да биде во развој на некоја. Темава е многу интересна и комплексна и би можеле до вечер да зборуваме, меѓутоа времето за крај за предвидено за оваа емисија привршува. На крај би сакал да ве прашам Бошков и Симов како Бизнис конфедерација и како ССК, очекување од македонската економија во 2024 надвор од тема, ако остане сила, пари, енергија за дигитализација супер, меѓутоа генерално каква 2024 не очекува на економски план? Па и јас им посакувам на компаниите, нормално и на граѓаните, пред се здравје да имат, а потоа и среќа и многу знаење во заводење на бизнис, бидејќи оваа година ќе биде година, односно следната година ќе биде година на забава на политичарите, така да бизнисот и граѓаните и капиталните инвестиции, буџетот нема да се извршуваат така како што треба, затоа што одредени набавки во тој изборен период и нема да бидат возможни, така што генерално, значи, ние треба да промениме многу работи, така како што сме да работеле до сега, работевме изминатите 30 години, се гледа дека резултатите што ги постигнуваме не се на тоа ниво што треба. Растот ни од прилика 2 до 3% годишно, за да и Европска унија кажа за да ние фатиме чекор со нив, мора во наредните 10 години да го дуплираме нашиот бруто домашен производ, за да го направиме тоа ни е потребен раст од 7%, а за да ги направиме тие 7% треба да го реиновираме нашиот систем. Или кога ќе постигнеме раст од 7%, тогаш ќе имаме сила и за дигитализација. Така. Може и обратно да гледаме. Да. Тодорослаки, Бошков, Симо, ви благодарам многу за гостувањето во утенската на Телма. Ете, Дедо Мраз нека донесе дигитализација во 2024.